Централен дневник на регионалната К1. Добро вечер. Настаните кои го одбележаа денот ги донесуваме веднаш по најавите. Останете со нас. Пријавувањето за бања и бесплатен викенд за пензионери отворено до крајот на септември. Кружниот тек кај Евона во Велес се гради според законски предвидени стандарди. Од ноќеска на полноќ бензините поскапуваат за половина, дизелот за 1 денар. Преку проектот за подобрување на општинските услуги со 47 милиони денари се обновуваат главните сообраќајници во Свети Николе. Идната година на општините ќе им бидат ставени на располагање 25 милиони евра за капитални проекти. За 10 месеци нов лик ќе добијат улиците Крстен Бисирков и Младинска во Свети Николе. На отпочнување на градежните работи, градоначалникот Зоран Тасев посочи дека реализацијата на овој капитален проект е благодарение на слухот кој централната власт го има за потребите на малите општини. Ова е најголемиот проект кој што го започнуваме. Ова е најголемиот инфраструктурен проект. Вреди 47 милиони денари и овој проект ќе реши многу проблеми. Затоа што она што го гледате што сега го работиме ќе се работи овде. А што работиме? Погледнете улицата Цветан Димов Рахилка Гонева улица број 1, должина 630 метри. Го вадиме стариот слој, ги вадиме азбестните цевки и ставаме пластични цевки и ставаме нов асфалт. Кога ќе во иднина да ги немаме тие проблеми. Истото го работиме на улицата Ангел Трајчев. Завршуваме со изградбата на капелата. Градските скали веќе ги завршивме, го внесовме озонаторот во филтерната станица. Не постаат проблеми кои што не може да се решат ако се има идеја, визија и капацитет. Средства секогаш може да се обезбедат, рече вице-премиерот Зоран Ставревски. Оваа влада потенцираше Ставревски за реализација на капитални објекти во општините. Преку Светската банка обезбеди 48 милиони евра. Владата помогна во реализацијата, во подготовката на проектот и обезбедување на средствата и ние сме тука за општина Свети Николе за подршка на општината како и на сите други општини во Република Македонија, бидејќи со дополнителни 25 милиони евра ќе бидат обезбедени за вакви слични проекти, значи се работи за проекти за изградба на улици во градовите во Република Македонија, за канализации, водоводи, училишта, градинки и сите други значајни прашања во делот на комуналната инфраструктура. 44 локални самоуправи, нагласи Ставревски, преку проектот за подобрување на општинските услуги, реализирале 59 инфраструктурни проекти. За сите нив, Министерството за финансии трансферирало 40 милиони евра. Наредната година, од оваа програма, македонските општини ќе имаат дополнителни 25 милиони евра. Штом се изгради новата автопатска делница од Скопје за Свети Николе, ќе се стигнува за само 20 на минути. Тоа ќе ги привлече странските инвеститори своите инвестиции да ги инвестираат токму во Свети Николе, рече вице-премиерот Ставревски при денешната посета на општината. Од Скопје за Свети Николе, штом се изгради новата автопатска делница, ќе се патува за само 20 на минути. Таа треба да биде и магнет идните странски инвеститори, своите инвестиции да се одлучат да ги реализираат токму во Свети Николе. Ова го рече при денешната посета на општината министерот за финансии Зоран Ставревски. Со изградбата на автопатот од Скопје, од Миладиновци до Штип, Свети Николе практично ќе биде исклучително добро и извонредно поврзан со Скопје. Во 20 на 25 минути ќе трае патувањето, што ќе овозможи да се привлечат и инвеститори, односно да Свети Николе го ставиме на мапата на инвеститорите и да разговараме со нив за тоа да некои нивни инвестиции завршат и тука со цел да се овозможи отварање на нови работни места. Тој потсети дека владините мерки за подобрување на економијата во оваа општина директно ги почувствували 11 компании. Тие во своите каси инкасирале 2,5 милиони евра средства од ефтините кредитни линии. Оваа влада останува посветена на економијата, но и на луѓето кои развиваат локални бизнеси, порача од компанијата Лион, министерот за финансии Ставревски. Да
го продолжиме она што го работевме 9 години. Ние 9 години сме секојдневно во контакт со бизнисмените, дали преку посета на нивните фабрики, дали преку телефонски разговори, дали преку стопанските комори. Ние сме влада што умее да слуша и умее да ги прифати барањата на бизнисмените секогаш кога тие се во разумни рамки и кога можеме финансиски тоа да го издржиме. Ставревски е задоволен од реализацијата на проектот Македонија вработува, но и од процесот на трансформација на работните места во општина Свети Николе. Тој нагласи дека кога централната и локалната власт работат заедно, резултатите сами по себе доаѓаат. Наместо тројца од редовите на диаспората да се избираат 20 пратеници во парламентот и за нив да се гласа во една изборна единица е предлогот на ВМРО ДПМН до останатите политички партии во преговарачката работна група за изборите, што го соопшти денеска премиерот Никола Груевски. Сакаме да се задржи можноста диаспората да има своји представници во парламентот на Република Македонија. Дури мислам дека е пrenиско застапена и ние дадовме една идеја во работните групи да ако и другите политички партии прифатат да го смениме моделот и наместо 3 пратеници на диаспората да има 20 пратеници на диаспората, односно наместо сегашните 3 изборни единици по еден пратеник да има една изборна единица, а во неа да има 20 пратеници, па според гласовите што партиите ќе ги добијат, односно како што ќе гласа диаспората широм светот, така да се распределат тие гласови на пратениците кои што ќе бидат на таа специјална изборна единица и на тој начин да има посилно зајакнување на диаспората во македонскиот парламент, посебно влијание на диаспората, бранење на нивните интереси, нивните идеи, предлози и така натаму. До крајот на овој месец сите корисници на пензија можат да аплицираат за користење услуги од проектите за банјско-климатска рекреација и бесплатен туристички викенд за 2016 година. Сите корисници на пензија до крајот на септември можат да аплицираат за користење услуги од проектите за банјско-климатска рекреација и бесплатен туристички викенд за 2016 година. Во рамки на овој проект за банјско-климатска рекреација, државата на пензионерите им обезбедува 6 полни пансиони, ноќевање со 3 оброка дневно, банска терапија, задолжителен здравствен преглед и платени трошоци за превоз во висина на повратна автобуска карта. Со проектот за бесплатен туристички викенд на пензионерите им се обезбедени 2 полни пансиони, 2 ноќевање со 3 оброка дневно. Со овие два проекта планираме да офатиме околу 8.500 пензионери за 2016 година, односно 3.000 пензионери да искористат можноста за бесплатен туристички викенд во туристичките центри во Република Македонија и околу 5.500 пензионери да бидат дел од проектот бесплатна банјско-климатска рекреација. Спасов додаде дека за овој проект и за проектот бесплатен туристички викенд се веќе распишани јавните повици за корисниците за 2016 година. Сите оние пензионери кои што досега не ги користеле услугите од овие два проекта, било од едниот или другиот, ги повикувам да аплицираат. Јавниот повик трае до 30 септември, сите корисници на пензија имаат можност да аплицираат во филијалите на Фондот за пензиско и инвалидско осигурување. Според министерот Спасов, овие проекти ќе продолжат и во иднина со цел да се влие на подобрување на здравјето на највозрастните лица во земјата. Владата ќе ги прифати сите предлози кои се во насока на надградување на која било реформа во образовните процеси во Република Македонија. Ова го истакна заменик министерот за образование Спиро Ристовски по поддршката која подпредседателот на СДСМ Зоран Јовановски ја даде за екстерното тестирање и предлозите за негово унапредување. Во тој контекст и поврзано со реформата за екстерното тестирање, би сакал да истакнам дека ние како влада сме подготвени да прифатиме конструктивни предлози за надградување на целиот процес и систем на екстерно тестирање во насока на подобрување на знаењето кај учениците, нормално олеснување во насока на нивно полесно совладување на целокупната материја и подобрување на успесите. Така да во оваа прилика би сакал да истакнам дека ние како ресорно министерство и влада веќе очекувам во наредниот период да излеземе со неколку предлози, веќе имаме подготвено околу 6-7 предлога со кои што планираме да го надградиме и подобриме целиот процес на екстерно тестирање, а во еден дел морам да истакнам дека во еден дел и се поклопуваме со предлозите кои што ги истакна овој функционер на Социјалдемократскиот сојуз.
Кружниот тек во Велес се гради според законите и стандардите во Република Македонија. Ова го изјави градоначалникот на општина Велес Славчо Чадиев по реакциите од страна на одредени сограѓани за изградбата и големината на кружниот тек кај Евона. Минимален радиус на хоризонтална кривина на крстосниците во зависност од категоријата на улиците за магистрална улица треба да изнесува 12 метри. Улицата Благој Ѓорев е магистрална улица. Кружниот тек во Велес се гради според законите и стандардите во Република Македонија. Ова го изјави градоначалникот на општина Велес Славчо Чадиев по реакциите од страна на одредени сограѓани за изградбата и големината на кружниот тек кај Авона. Согласно законите во Република Македонија, кружните текови се прават за да се намали брзината на максимум до 30 километри на движење. На 12 метра радиус е пресметано да помине автобус без никакви пречки. Целта на кружниот тек е зголемена безбедност во сообраќајот. Со изградбата на кружниот тек на влезот во градот, сообраќајните несреќи се сведени на минимум, вели Чадиев. Паркинг просторот пак, кој се користеше во близина на кружниот тек кај Авона, предвидено е да биде помеѓу зградите и фонтаната. Тој сегмент ќе го подготвуваме наредниот период да го средуваме за паркинг простор. Значи, натрешниот дел е предвиден да биде паркинг простор. А понатаму со сообраќајно решение ќе се види каде ќе бидат паркирани таксистите. Реалниот кружен тек ќе биде околу 10 метри радиус во внатрешниот дел, кога ќе се постави бекатонската линија од 2,5 метри во ширина. Светиниколчани со посета на манастирот во Ѓуриште ја чествуваат Мала Богородица. Празникот заедно со верниците го празнуваше и министерот за финансии Зоран Ставревски. Разговараше со мештаните со цел да слушне што на овие луѓе им е потребно за да се подобрат условите за живот. Кај да си на Мала Богородица, светиниколчани велат треба да си во храмот на Мајката Божја во местноста Ѓуриште. Денеска со верниците овој христијански празник заедно го празнуваше и вице-премиерот Зоран Ставревски. Разговараше со мештаните со цел да слушне што на овие луѓе им е потребно за да се подобрат условите за живот. А сега што се прави точно? Сега реновиравме конаците и помагаме сите, дигнавме манастирот. Сега куполата е нова, ја направивме ова лето. Значи, видни измени има, многу е променет, многу е добро направено. Со запалени свеќи и молитви кон Мајката Божја, верниците велат традицијата на доаѓање на ова место со изградба на новите конаци и понатаму ќе биде пракса. За овај ден последните 5-6 години сум тука, мислам дојдеме тука, како сме слободни. Здравје, среќа, бемо кумови оваа година, ние традиционално секоја година се одржува. За црквата, доаѓањето на верниците е доказ за големата верба која граѓаните имаат во Македонската православна црква. Подготовките за 12-тата питијада во Велес се при крај. 20 естрадни уметници ќе ги забавуваат гостите 3 дена, а бината ќе биде на исто место како и минатата година. Во чест на виното и питите, во Велес ќе се игра и пее од 9 до 11 октомври. Од 9 до 11 октомври во чест на питите и виното во Велес по 12 пат ќе се одржи манифестацијата Велешка питијада 2015. Општинските власти велат дека подготовките се при крај, остануваат уште некои ситни подробности. Рекламниот материјал за промоција на настанот веќе се распределува. Угостителите со барање за поголем простор, заинтересираноста е голема. За жал, површините ни се такви што се дозволува, имаме неколку категории, тоа значи 6 метри должински, тоа значи 12, сега дел од угостителите бараат и 18 метри должински од површината за поставување на своите, презентирање на своите производи. Бројот е 31 месечини до овој момент. Ние сме подготвени да ги примиме сите заинтересирани производители што ќе имаат своји штандови во тие 3 дена за питијадата. 20 естрадни уметници ќе ги забавуваат граѓаните во 3 дена. Бината ќе биде поставена на истото место како и минатата година. Од организацијата најавуваат организирано паркирање за гостите. Имаме
извадено и времен режим на сообраќај, дозвола за времен режим на сообраќај, како ќе се одвива целокупниот сообраќај, ќе имаме повторно бина со стандарди кои што ги побара менаџерот кој што ги побара на парни валјак, сето она што е потребно со ефективни миксети и таму сетал райдер листа што е за нас, за нивниот настап, меѓутоа во саботата ќе користиме комплетно целата опрема, така да ми се чини дека сме во завршна фаза. Општина Велес, питата пастрмајлија како свој бренд, ја слави како најголем гастрономски специјалитет и оваа година ќе се подготви најголемата пита пастрмајлија. Советот на општина Велес ќе донесе одлука со која за 3 дена ќе биде продолжено работното време за угостителите. Градскиот ракометен клуб Борец новата сезона ја започна со победа. Тие вчера на домашен терен играа против вториот тим на Металург. Мечот заврши 27-26, а крајниот резултат не ја дава реалната слика од теренот. Повратникот во ракометната Суперлига, градскиот ракометен клуб Борец, новата сезона ја започна со победа. Тие во првиот надпревар на домашен терен го совладаа вториот тим на Металург. Со исклучок на првите 10 минути од мечот, екипата на Борец водеше во текот на целиот надпревар. На полувреме се замина со 15-12. Во вториот дел продолжија со исто темпо и на 2 минути до крајот имаа водство 4 голови разлика. Нашите ракометари се опуштија, но сепак серијата на противникот од 3-0 не беше доволна за некое поголемо изненадување. Надпреварот заврши 27-26, а резултатот не ја дава реалната слика од теренот. Најзаслужни за победата на Борец беа крилото Куциновски и пикерот Игнов, кои постигнаа 7, односно 5 погодоци. Како што и самите видовте, резултатот не е тој што треба да биде, така да очекуваме во наредниот период повеќе од работите да се подобрат и така да што сега се склопуваме во овој дел екипата ја склопуваме и очекуваме дека са подобри игри ќе следат во иднина. Можам да кажам дека екипата е заедно само 3-4 дена и дека допрва ќе бидат подобри резултатите и подобри играта на Борец. Во гостинскиот тим најдобар поединец беше голманот Бојан Блажевски, кој не дозволи мечот пред време да биде резултатски решен. Тој надпреварот го заврши со 17 интервенции. Изигравме храбро до крај, дојдовме тука да победиме многу нормално. Тоа е са, така заврши такмицата како што заврши. Имавме водство на почетокот. Тоа е, поискусни. Прва година ни е во Суперлига. Следниот надпревар на градскиот ракометен клуб Борец е на 26 септември повторно на домашен терен против екипата на Прилеп. За една недела на телефонската линија за лекарски совет Ало доктор е на 1400 повици. Воена делегација на САД во посета на армијата на Република Македонија. Вести од Македонија. За една недела вкупно 1409 повици на телефонската линија Ало докторе. Вкупно 53.109 повици од кога започна да работи линијата за медицински совет. Линијата е достапна секој ден 24 часа со цел да се овозможи непосредна медицинска консултација во моментот на појава на какви било симптоми на нарушување на здравјето. Од 1 септември линијата е засилена со тројца нови специјалисти. 25 доктори вкупно се достапни за медицински совет за јавувањата кои се од граѓани од сите градови на Македонија. Повиците се со широк спектар на најразлична симптоматологија, најчесто за кардиоваскуларни и респираторни симптоми, главоболки, покачена телесна температура, стомачен вирус и симптомна болка. На сите оние лица кои побараа медицински совет на телефонската линија Ало докторе, им е дадена здравствена помош со совет и соодветна симптоматска терапија. Продлабочување на достигашната исклучително плодна и продуктивна соработка била тема на денешната средба на началникот на генералштабот на АРМ, генерал подполковник Методије Величковски и командантот на Националната гарда на Сојузната американска држава Вермонт, генерал мајор Стивен Креј, кој престојува во 3-дневна официјална посета на Македонија. Генерал подполковник Величковски изјави дека може да се пофали со многу резултати во заедничката обука и разните форми на соработка и со заедничко учество во една од поризичните мисии Феникс во Авганистан, каде што практично се докажа
покажа пријателството и соработката на двете армии. Командантот на Националната гарда на Вермонт, генерал мајор Стивен Креј, потсетувајќи дека двете армии заеднички распоредувале сили, заедно се развивале подофицери и офицери и заеднички е работено на задача при изведување операции како подготовка за справување со катастрофи на домашен терен, потенцира дека ова трајно партнерство изградено на столбот на пријателство и повеќе од 20 години и унапредува меѓусебната соработка што резултира со успешни вежби и операции. Неколку стотици бегалци синоќа го блокирале сообраќајот на граничниот премин меѓу Хрватска и Словенија. Сириза повторно победи во Грција. Ова се најновите случувања од светот. На предвремените парламентарни избори во Грција, Сириза освои 35% од гласовите. Главниот нејзин конкурент, Нова демократија, освои 28,1%, неонацистите од Златна Зора со 7,11%, Пасок со 6,42%, Комунистичката партија освои 5,47%. Останатите партии кои влегуваат во парламентот се потами со 3,93%, Независни Грци 3,7% и Центристичката партија со 3,45%. Лидерот на Сириза Алексис Ципрас изјавил дека по втор пат ќе се создаде коалиција со Независни Грци на Панос Каменос. Сириза ќе добие 145 места во парламентот, иако за мнозинството се потребни 151. Нова демократија има 75 места, Златна Зора 19, Пасок 17, Комунистичката партија 14, потами 11, Независни Грци 10 и Центристичката партија 9. Борба и тешка работа ја очекуваат Грција по изборите, изјавил лидерот на Сириза Алексис Ципрас. Владата ќе се формира во следните 3 дена. На граничниот хрватско-словенечки премин Брегана неколку стотици бегалци синоќа го блокирале сообраќајот. Тие лежеле на патот и извикувале отворете ги границите. Границата ја обезбедуваат 60 полицајци со кучиња, а подрачјето е надлетувано од полициски хеликоптер. На граничниот премин во текот на вчерашниот ден имало околу 400 бегалци. Предходната ноќ за влез во Словенија чекале 700 бегалци. Бегалци има и на граничниот премин Хармица кај Запрешиć, кој е затворен за сообраќај. Шкендија го победи Работнички за прва позиција на табелата во првата македонска фудбалска лига. Ракометниот шампион на Македонија Вардар со победа ја започна сезоната во Лигата на шампионите, а Идже со победа ја заврши сезоната. Во првата македонска фудбалска лига комплетирано беше седмото коло. Актуелниот шампион Вардар и Ренова мечот го завршија без голови. Во дербито на колото се сретна екипите на Работнички и Шкендија, а гостите славеа победа од 4:2. Со оваа победа тетовчани се искачија на врвот на табелата со 18 поени, еден повеќе од второпласираниот Вардар. Во останатите надпревари Силекс победи на домашен терен против Шкупи, а Турново и Металург одиграа 1:1. Сите надпревари од следното коло во домашното првенство ќе бидат одиграни во недела. Ракометниот клуб Вардар, актуелниот шампион на Македонија, со победа ја стартуваше новата сезона од Лигата на шампионите. Тие на гостински терен славеа против Монпелје, а најефикасни играчи во тимот на Вардар беа Македа и Дибиров со по 6 постигнати погодаци. Голманот Штербик над преварот го заврши со 16 интервенции. Пик Сегат, следниот противник на Вардар во Лигата на шампионите во првото коло на домашен терен ја победи екипата на Киелце со резултат 31-30. Мечот Вардар Пик Сегат ќе биде одигран во недела. Автомобилистот Игор Стефановски Идже со победа на последната трка во сезоната ја потврди освоената титула.
Тој на трката во Бузет постави и нов рекорд на патеката. Ова за него беше 10-та победа во 12 трки, колку што брои календарот на Европскиот шампионат на ридски патеки. Стефановски е првиот кој успел да ја одбрани титулата во оваа категорија, со што ја потврди својата доминација. Останува да видиме дали Иџе ќе продолжи да се надпреварува во категоријата на ридски патеки следната сезона или сепак ќе премине на повисоко ниво, односно кружните трки. Селекцијата на Шпанија е новиот европски првак, откако во финалето на Евробаскет ја совлада Литванија. Манчестер Юнајтед со 4-та победа во премиер лигата. Ливерпул Норич 1:1 меѓународен спорт. Селекцијата на Шпанија е нов европски првак откако во финалето на Евробаскет ја совлада Литванија со 80-63. Во финалето не дозволија никаква резултатска неизвестност, па од самиот почеток на мечот најавија дека тие ќе го кренат пехарот. Најдобар во таборот на новиот европски првак беше Пау Гасол со дабл-дабл учинок од 25 поени и 11 скокови, а Фернандес постигна 11 поени. Со уште еден сонародник, двајца литванци и еден французин, Гасол се најде и во идеалната петорка на ова првенство, а истовремено е прогласен и за добитник на MVP наградата која се доделува на најкорисниот играч. Кај Литванија се и Бутис и Калниетис постигнаа по 13 поени. Двете селекции обезбедија директен пласман на Олимписките игри во Рио. Манчестер Юнајтед со победа од 3-2 над Саутемптон дојде до четвртиот триумф за оваа сезона во премиер лигата. Младиот напаѓач Марсијал со 2 постигнати гола го одбележа над преварот за подоцна мата да биде прецизен за трет погодок за тимот на Луи Ван Гал. Пепе со 2 гола ја отвори и затвори листата на стрелци на мечот, но тоа не беше доволно за домакините. Ливерпул на мечот против Норич успеа да извлече само реми од 1:1. По долга пауза во составот на црвените се врати и Старич, но недоволно за да се оствари посакуваниот резултат. Ингс во 48-та минута им донесе радост на домакините, а пак конечниот резултат го постави Мартин во 61-та минута. Сити е на врвот на англиската табела, а веднаш зад него следуваат Юнајтед, Вест Хем и Лестер. Италијански Наполи му приради голеада на Лацио. Алан Инсиње, Габиадини и Игуаин во 2 наврата беа прецизни за 5-0 зачетата на Сари. Со првата победа во сезоната, наполитанците се наоѓаат на 11-та позиција на табелата. Во француската лига пак дерби дуелот меѓу Олимпик Марсеј и Олимпик Лион заврши без победник со резултати 1-1. Гостите со голот пенал на Александре Лаказет победоа во 25-та минута, но Марсеј преку Карим Рекик во 66-та минута го изедначи и конечниот резултат. Барселона на домашен терен ја совлада екипата на Леванте, но и покрај фантастичните 73% посет на топката сепак не ги израдуваа фановите со голови во првиот дел. Второто полувреме сведочи за 5 погодоци, од кои 3 се постигнаа за 11 минути. Меси го отвори резултатот од 1-0. За 6 минути подоцна Неймар да зголеми за 2-0 за каталонците. Некоја минута подоцна повторно Меси беше прецизен овој пат од белата точка. Касадесус ја намали предноста за утешителни 3-1. Лионел Меси го казни Леванте со 2 дриблинга на самиот крај од надпреварот, каде го совлада Рубен и ги постави конечните 4-1. Времето денеска беше облачно и нестабилно со врнежи од дожд. Слично време ќе се задржи и утре. Еве ги деталите.
Благодарам на вниманието, почитувани. Останете и понатаму со нашата програма. Пријатно.